Од петок, 15 ноември, сите автомобили мора да имаат зимска опрема. Ова пред се значи промена на летните гуми во зимски поради безбедност во сообраќајот, порачуваат од автомотодруштвото Штип. И периодот од 15 ноември кога ќе биде потребно во возилата да се вноси зимска опрема, да се изврши промена на пневматиците со зимски пневматици, со зимска шара на пневматиците. Исто така, како препорака до граѓаните, до возачите, да го проверат антивирусот во своите возила од причина што се очекуваат и поладни денови. Разликата помеѓу летните и зимските гуми при зимски температури е огромна од следниве причини. Разликата помеѓу зимските и летните гуми е тоа што летните гуми со своите перформанси е во шарата и дебелината на гумата. Поплитка е шарата на летните гуми и е заради прилагодувањето на асфалто. Додок душа, зимските гуми имаат поголеми перформанси и дебелина. Разлика што тоа значи? Значи, прилагодување на пато, на асфалтната површина, поволесно сврлување на водата за зимски услови и дебелината на шарата. Што треба да се знае пред изборот на гуми? Препорачувам, доколку возачите не се спремни да дојдат во нашиот сервис, да ја овозможиме ние некоја едукација и да ја образложиме за зимските услови како одат процедурите и начинот на менење на гумите и да извршиме наша услуга од нашата страна. Од полицијата најавуваат контроли на зимска опрема. Задолжителната зимска опрема мора да ја поседува секое возило, поради што од 15 ноември ќе започне контрола на сите патишта. Казната за непроменети гуми изнесува 45 евра. Подсетуваат од полицијата.